За помалку од 10 дена се промени реториката на власта околу распишувањето на предвремени парламентарни избори, доколку Македонија летово не добија датум за старт на преговори со Европската унија. Иако беше најавено дека таквото сценарио ќе ги носи граѓаните на гласачките места, а метлата нема да биде потребна, сепак и покрај немањето датум, но и толкувањето на Заев дека ќе го има, министерката за одбрана и заменик председател на СДСМ Радмила Шекеринска вели дека сега ќе следи реконструкција на владата. Ние успеавме на последните избори да добиеме по прв пат во исто време да имаме и влада и огромно мнозинство на локалната власт, но и председател на државата. Но факт е дека еден дел од овие прашања кои што во јавност се покренаа чинеа изгубена доверба кај еден дел од гласачите. И ние рековме дека нема да се лутиме, нема да ги замолчиме, нема да се лутиме на медиумите што тоа го објавуваат, туку ние ќе се промениме. И затоа ќе се случува реконструкцијата и затоа таа реконструкција ќе ги опфати еден дел од министрите, еден дел од избраните функционери. Пред 10 дена пак ставот на власта беше различен. Тогаш Заев изјави дека како Европа не го испорача она што го ветила, а тоа е датумот за преговори, кој власта летово го најави уште пред една година, а сега го нема, ќе мора да се оди на предвремени избори. To get consensus in the parliament, that means to spend a lot of unsleep night negotiating with the different stakeholders, opposition, different parties, civil society, business chambers, unions, everybody. But we get it consensus. And now if the Europe don't deliver, probably the government will be destroyed in the moment. If we need to go in the earlier election, that means the economy will be stopped. Експертската јавност пак не очекува предвремени избори, велејќи дека Заев ќе чека каква одлука ќе добие Македонија на есен. Според аналитичарот Марко Трошановски, доколку државата добие датум, власта можеби ќе се обида да профитира со избори на пролет. Не очекувам да има предвремени избори оваа година, особено што датумот се очекува, добивањето на датумот се очекува некаде за крај на октомври, веројатно декември. И во таа смисла, доколку некој би сакал да профитира на таа одлука со предвремени избори, би требало да се чека евентуално до пролет едната година. А доколку датумот пак го нема, според неговите зборови, шансата за распишување предвремени избори ќе биде уште помала. Мислам дека тоа ќе биде голем удар на владата. Се разбира тоа веројатноста за предвремени избори, тоа со спремноста од нивна страна да ги распишат, би било уште помала со оглед на тоа дека рейтинзите дефинитивно ќе паднат уште повеќе. Кога е во прашање пак метлата, Трошановски вели дека таа треба час поскоро да се случи, бидејќи она што било видено досега е партиска реконструкција, а не задоволството на граѓаните извирало од централната власт.